Почитувани, Венко Филипче добил на поклон луксузен джип Audi Q8 од фирмата Zobek Mining Group, која пак добила тендер за набавка на јаглен за ЕСМ. Поклон од 130.000 евра за Филипче и јавното обвинителство молчи и не презима никакво действие. Секој во државава, без разлика дали е правник или не, може јасно да заклучи дека ниту еден субјект, правно или физичко лице, не дава поклон од 130.000 евра на лице со кое нема роднинска поврзаност. Кога лице кое нема роднинска поврзаност со друго лице добива поклон од 130.000 евра, е сосема јасно дека станува збор или за затајување на данок, или за перење пари, или пак за тргување со влијание. Дополнително, кога станува збор за поклон од 130.000 евра на политичар, пратеник и лидер на опозиција, сосема е јасно дека станува збор за нешто скриено. За ист ваков случај, јавното обвинителство води постапка за Пеце Мирчевски, директор на СОЗР во време на СДС. Мирчевски се терети дека добил 2 автомобила од фирма која добивала тендери. Мирчевски е обвинет за несовесно работење во службата од член 353 В став 3 во врска со ставовите 2 и 1 од Кривичниот законник. Сега се поставува прашањето: зошто тоа што е криминал во случајот на Пеце Мирчевски не е случај со Венко Филипче? Дали јавното обвинителство молчи за Филипче затоа што тој е претседател на СДС и со што ги оценува за да не постапуваат? Очекуваме јавното обвинителство да не биде контрадикторно самото на себе и да отвори постапка за Венко Филипче. Доколку не го стори тоа, ќе биде совршено јасно дека тие работат исклучиво во интерес на Филипче.